Александар Нацев е новиот осомничен во случајот за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Обвинителството го осомничи дека е собственик на фирмата која го обезбедувала објектот кобната вечер, а која дозволила внесување на пиротехника од страна на членовите на музичката група ДНК. Во домот на Нацев во Пробиштипи во Скопје било направено претрес и била одземена обемна документација. Лицето е лишено од слобода и со оглед на сите околности и законски основи. Јавниот обвинител денеска до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Кочани ќе достави предлог за определување мерка притвор. Според обвинителството, фирмата за обезбедување немала договор со клубот Кабаре Плюс Кочани во текот на 2025 година и вршеле незаконски обезбедување на објектот. Исто така во текот на ноќта на пожарот не го контролирале влезот и условите за евакуација, дозволиле присуство на малолетни лица, преполнетост на објектот и внес на пиротехника од музичката група. Адвокатот Тумановски објаснува дека мора сите што се осомничени за несреќата да се во истрагата. Во јавноста доста се збореше за други лица, кои што не се офатени од самиот почеток. Нели се зборуваше и за каузалните врски, за причинско-последичната врска, така да и кога зборуваме и за таквата поврзаност, треба да бидат сите офатени, бидејќи доколку некој не е офатен, не може да станува збор за никаков каузалитет, тогаш отпаѓа тој принцип за гонење на тие лица. Доколку има други докази кои што ќе бидат во меѓувреме обезбедени, истрагата не треба да сопре, треба да продолжи, бидејќи сепак и работот на родителите е доста голем и на тој начин треба да се води сметка и за самите оштетени. Инаку Александар Нацев на 16 март имаше напишано статус на Facebook, сочувство до фамилиите меѓу кои имали блиски лица и при тоа нагласи дека информациите за неговата поврзаност со настанот биле шпекулации се обиди за политички игри. Во пожарот загинаа 62 луѓе.